Добре дојдовте на нашата втора лекција, видови на податоци достапни на платформите за социјални медиуми. Навистина ми е драго што сте тука денес. Затоа што ќе навлеземе во тема која го обликува иднината и на образованието и на начинот на кој се поврзуваме со светот околу нас, податоците од социјалните медиуми. Сега, може би ова на почетокот звучи малку технички, но до крајот на оваа лекција ви ветувам дека ќе имате јасно и практично разбирање за тоа што всушност се податоците од социјалните медиуми, како се користат во образованието, особено за возрасни. И зошто? Многу е важно со тоа да се постапува одговорно. Ајде да почнеме со нешто едноставно. Помислете на последниот пат кога прелистувавте низ LinkedIn или Facebook. Може би ви се допадна некоја објава, кликнавте на реклама за некој курс или се приклучивте во група за промена на кариера. Таа интеракција. Тоа се податоци. Секој клик, коментар и поврзување што го правите онлайн остава трага што платформите ја анализираат за да дознаат повеќе за вас и, идеално, да го подобрат вашето искуство. Во последните 20 години, социјалните мрежи станаа многу повеќе од само начин да останете во контакт со пријателите. Сега тие се алатка за учење, мрежување и професионален развој. Платформи како LinkedIn се развија во центри за учење. Twitter е преполн со споделување знаење во реално време преку хаштази како Art или Edge или Nord Lifelong Learning, а дури Instagram и TikTok се полни со едукативна содржина во мали дози. Но еве ја вистинската поента. Овие платформи постојано собираат податоци. И не мислам само на вашето имејл и епошта. Станува збор за тоа колку долго гледате видео, што пребарувате, каква содржина игнорирате, со кого комуницирате и уште многу повеќе. Ајде да ги разгледаме видовите на податоци од социјалните мрежи, затоа што разбирањето на тие видови ни помага да видиме како можат да се користат во образованието за возрасни. Прво, ги имаме содржините што ги создаваат корисниците. Тоа е се што ти и јас објавуваме онлайн. Ажурирање на статус, коментари, видеа, фотографии, подкасти. Во едукативен контекст, ова е неверојатно вредно. Например, ако возрасни ученици споделуваат инфографици за менаџирање на проекти или објавуваат размислувања за некој курс по програмирање што го посетиле, тоа е вистинско богатство на увид во тоа кои теми се интересни и како луѓето се вклучуваат во учењето. Сиедно, постаат податоци од корисничкиот профил. Ова вклучува основни информации како вашата локација, работна историја и интереси. Ако некој на LinkedIn наведе дека работи во маркетинг и следи профили за аналитика, платформите можат да ја искористат таа информација за да предложат соодветни курсеви или сертификати. Се сведува на тоа да се усогласи содржината со твојот професионален идентитет. Отоа ги имаме податоците за ангажираност. Тоа се сите твои лајкови, споделувања, реакции и коментари. Ако многу ученици лајкнуваат одредена најава за курс или поставуваат прашања под некоја објава, тоа им сигнализира на едукаторите дека темата е релевантна и можеби вреди да се истражи подетално. И да не заборавиме на податоците за однесување. Ова е посопкилно и помоќно. Платформите следат колку време поминуваш читајќи некој напис, дали го гледаш видеото до крај и што кликнуваш следно. Ова помага да се усовршат препораките. Ако некој постојано се ангажира со содржини за предприемништво, но ги прескокнува видеата за финансии, алгоритмот учи да прикажува повеќе материјали за градење бизнис. Исто така, важни се и податоците за мрежата. Со кого си поврзан? Во кои групи припаѓаш? Возрастните што учат често се приклучуваат на онлайн заедници за да дискутираат за заеднички цели, како учење англиски, промена на кариера или подобрување на дигиталните вештини. Овие социјални мрежи можат да влијаат на тоа што ќе видиш и што ќе научиш. А податоците од овие заедници им помагаат на платформите да го прилагодат тоа што го нудат. И потоа секако тука се и маркетинг и рекламните податоци. Секој пат кога некој ќе кликне на реклама за курс или ќе се пријави на вебинар преку Instagram, платформите го следат тоа. Тие учат кои формати функционираат, кој јазик убедува. Дури и во кое време од денот луѓето најчесто се запишуваат. Сега, сакам да застанам и да укажам на нешто. Се што опишав досега, овие податоци не се само апстрактни. Тие веќе се користат токму сега, за да ја обликуваат едукацијата за возрасни. Провајдерите на курсеви ги анализираат за да го подобрат ангажманот. Невладините организации ги користат за да ги прилагодат програмите за заедниците што се помалку обслужени. Владите ги користат за да ги проценат јавните потреби за обука за дигитална писменост. Но, колку и да е возбудливо ова, мора да зборуваме и за етичката страна на податоците. Вистината е дека не секоја употреба на податоци е безопасна. Постојат вистински грижи за приватноста, согласноста и еднаквоста. Размислете за тоа. Дали повеќето корисници на вистина знаат колку податоци споделуваат? Дали разбираат како се користат тие податоци?
А во образованието, каде што учесниците може да бидат ранливи, финансиски, социјално или емотивно, овие прашања стануваат уште посериозни. Постои прашањето за алгоритамска пристрасност. Ако податоците што ги користи некоја платформа за да препорача образовна содржина ги одразуваат минатите нееднаквости, например, ако им прикажува повеќе технички курсеви на мажи отколку на жени, тоа може да ги засили тие нееднаквости, дури и ненамерно. И да не ги игнорираме пристапот и инклузијата. Не сите возрастни имаат ист пристап до уреди, интернет или дигитална писменост. Затоа, кога платформите премногу се потпираат на податоци за да го персонализираат учењето без да ги адресираат овие разлики, ризикуваат да остават некои ученици зад себе. А што можеме да направиме? Прво, можеме да станеме поинформирани корисници. Ако сте едукатор, разберете какви податоци собира вашата платформа и како се користат тие. Ако сте ученик, проверете ги вашите поставки за приватност. Прашајте: зошто го гледам овој курс? Дали е тоа врз основа на моите податоци или нешто друго? Второ, институциите и давателите на курсеви треба да дават приоритет на согласноста и транспарентноста. Јасни формулари за согласност, објаснувања како се користат податоците и начини за откажување се неопходни, не само за правна усогласеност, туку и за градење доверба. Трето, треба да се залагаме за етички дизајн. Платформите можат да бидат подобри. Например, тие можат да обезбедат алгоритмите што промовираат едукативна содржина да бидат прегледани за правичност и да не ги зајакнуваат стереотипите или да ги исклучуваат недоволно застапените групи. Ајде да погледнеме и во иднината за момент. Нови регулативи како ГРП во Европа или престојниот закон за вештачка интелигенција ги поттикнуваат платформите да бидат поодговорни. Исто така, гледаме експерименти со системи базирани на блокчейн, каде што учесниците во учењето ги поседуваат и контролираат сопствените податоци. Замислете дигитален паричник со вашите образовни квалификации, за кои само вие одлучувате кога ќе го споделите. Паралелно, вештачката интелигенција се развива за да ги анализира податоците побезбедно, потранспарентно и, се надеваме, поетички. Но, се уште имаме долг пат пред нас. Пред да завршиме, сакам да го поврзам ова со нешто многу практично, како едукаторите и возрастните ученици можат да го искористат ова знаење. Ако сте едукатор, размислете како да ги искористите податоците од социјалните мрежи за да го подобрите вашето предавање. Дали луѓето ги напуштаат вашите видеолекции по 3 минути? Може би треба да се прилагоди темпото. Дали коментарите укажуваат на збунетост околу некоја тема? Размислете за последователен пост со прашања и одговори или за пренос во живо. Ако сте ученик, почнете да го истражувате сопствениот дигитален отпечаток. Какви реклами ви се појавуваат? Кои образовни ресурси ви се препорачуваат? И зошто? Оваа свесност ви дава контрола. Ве овластува намерно да го обликувате вашето патување во учењето, а не само пасивно. Консумирајте што и да ви сервира алгоритамот. Значи, за крај, податоците од социјалните мрежи се мокни. Тие можат да персонализираат, мотивираат и поврзат. Но, исто така, можат да експлоатираат, исклучат и заведат, ако не се користат внимателно. Решението не е да престанете да ги користите, туку да ги користите мудро. Без разлика дали предавате, учите или градите едукативни програми, разбирањето на податоците од социјалните мрежи не е само техничка вештина, туку писменост за дигиталната ера. И како со секоја писменост, колку повеќе учите, толку повеќе се осилувате. Ви благодарам што ми се придруживте денес. Се гледаме на следниот час, каде што ќе учиме како да собираме и анализираме податоци од социјалните мрежи.